Новиот состав на антикорупцијска треба да даде голем придонес во борбата против корупцијата, а преседателските избори ќе бидат нивниот прв тест, порача денес од Штип министерката за правда Рената Десковска, која присуствуваше на трибината Феро општество, шанса за сите. Прв пат ќе биде на тест ставената антикорупцијска комисија. Да се види, се трошат ли буџетски средства во кампања или не. Партиите од каде примаат донации за водење на кампања. Како се трошат тие средства. Дали е фер надпреварот или не. Сето тоа се прашања кои што ќе бидат поставени пред Државната комисија за спречување на корупција и таа е таа која што ќе треба да даде одговор. Министерката Десковска не го коментираше непотизмот во антикорупцијска, односно дека еден од членовите и баџанак на Талат Џафери. Но затоа пак зборуваше дека се намалени трошоците кон нотарите, извршителите и прекрашочните глоби. Таа на судиите им порача да создаваат услови за функционирање на судскиот систем и очекува да се реши проблемот со алките за изречување за домашен затвор или притвор. Интересно е што судиите досега не изрекувале користење на алки за домашен притвор. Интересно е што дури судскиот буџетски совет не размислувал за воведување, за тргање пари, за барање средства за тој дел и мислам дека тука треба навистина да се работи со нив да направат приоритети. Едно е платите на судиите, јас се согласувам дека се битни, но исто така е многу битно да создадете услови да функционира судскиот систем и мерките кои што се изречени. На денешната трибина во Штип присуствуваше и министерката за труд и социјална политика, која најави зголемување на социјалната помош за 300%, како и нови државни субвенции за фирмите за зголемување на платите на работниците.